Членството во НАТО е нешто што беше во врвот на нашите приоритети додека бевме на власт, а и сега. За Македонија е многу важно да стане дел од НАТО и ЕУ, вели лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски во интервјуто за Република. Тој нагласува дека тоа никогаш не било спорно и дека во 2008 година пред самитот во Букуреш ги исполниле сите услови, а една година подоцна и за почеток на преговорите со Унијата. Сепак, како што објаснува лидерот на ВМРО ДПМН, пречка за реализација на овој стремеж било нашето име и идентитет. Грција не прифаќа да имаме договор кој би го поминале во нивниот парламент во кој нашиот јазик и националност би се напишале на англиски како македонски, односно македонијан. Тоа значи дека не е подготвена да го прифати нашиот идентитет и ќе бара разни форми за тоа да не се случи. Една од тие форми е и во договорот воопшто да не се третира идентитетот преку формата на името, на јазикот и на нацијата. Тоа кај нас би требало да предизвика радост, поточно да се продаде дека не сме го смениле идентитетот, но во реалноста нема да е така, затоа што Грција нема да дозволи никаде во меѓународните политички институции да пишува Македонијан за нашиот јазик или нација. Сега веќе со оваа нова власт и тоа би поминало. Лидерот на опозицијата нагласува и целиот свет знае дека ова е марионетска власт која е донесена, а не избрана од народот, со цел да попушти по ова прашање и да направи целосно редефинирање на земјата, односно да ги задоволи сите други освен сопствениот народ. Лидерот на ВМРО ДПМН уверува дека поранешната влада сакала да го реши прашањето со компромис, што подразбира позначителни отстапки од двете страни и затоа не успеале тие напори. Груевски нагласува дека само народот е тој кој може да ги смени нештата, но дека неодамна на локалните избори една значајна бројка луѓе биле исплашени и изманипулирани, а стратегијата била нив да ги прикажат како нечесни, да измислат афери, да ги прогонуваат за да се реализира зацртаната цел. Лидерот на ВМРО ДПМН вели дека по завршувањето на локалните избори посветени се на анализа на резултатите со цел да се утврдат слабостите за во иднина да се коригираат.